Ви благодарам за можноста денес преку вас да упатам повик за лидерска средба, која предлагам да се одржи во петок, 19 јули, во 14 часот, во клубот на пратеници, каде што традиционално ги одржуваме лидерските средби. Времето е секако потрошлив ресурс. Малку време имаме до октомври, кога очекуваме Европската Унија да ни соопшти дека можат да отпочнат преговорите по поглавијата за пристапување на нашата земја во Унијата. Го очекуваме овој одложен чин како признание за сите наши заеднички остварувања, што не ставија толку блиску пред портите на Европската Унија, еве после скоро 15 години. Иако извештајот на Европската комисија е одличен, не треба да застанеме со работа и треба да сториме се за да дадеме уште повеќе аргументи во прилог на позитивната одлука во октомври, но најповеќе од се, тоа им го должиме на граѓаните, односно е наша заедничка политичка обврска пред нашите граѓани. Како и секогаш досега, кога повикував да се донесуваат големи одлуки, и овој пат повикувам тој чекор да го направиме сите заедно. Ни предстои кус период, она што лидерите го декларираат како сопствен и партиски стратешки приоритет, да го потврдат на дело и реално во интерес на заедничките интереси на сите граѓани на нашата земја. Поканата за лидерска средба ја опатувам до председателот на ВМРО-ДПМН, господинот Христијан Мицковски, до председателот на Демократската унија за интеграција, господинот Али Ахмети, и до председателот на Алијансата за албанците, господинот Зијадин Села. Од таа средба, на која очекувам сите да се фокусираме на создавање услови за тој последен исчекор за старт на преговорите, очекувам да произлезат предлози за акцијски план и работни групи во кои би учествувале избраниците од сите парламентарни групи. Односно, ќе имаме разговори и со другите парламентарни групи во парламентот. За приоритетните теми на лидерската средба од наша страна ги предлагам обединување околу принципиелен договор за нов изборен законник, на време да се почне, без притисок од скори избори, и да си поставиме со цел до следните избори да обезбедиме легислатива прифатлива за сите, со вградени препораки од ОДИХР, а ќе разговараме секако и за нов изборен модел. Да го затвориме со највисок степен на согласно Законот за јавното обвинителство. Предолго траат разговорите, време е за договор во корист на правната држава и владење на правото. Во ова насока, клучно е да се обезбеди јавно обвинителскиот систем на државата, иднината на специјалното јавно обвинителство и унапредување на правната држава и владење на правото. Да постигнеме консензус и да се обврземе дека ќе реализираме успешен попис, како строго, професионално статистичка операција, спроведена од Државниот завод за статистика, како овластен носител на статистичките истражувања. Успешниот попис ќе ни ги отвори сите перспективи за прецизно проектирање на економските, но и на севкупните политики во државата. Сметам дека искрената и честна посветеност на овие теми ќе ги заокружи реформите во делот на европските интеграции до почеток на преговори со Европската Унија, со кои ќе се представиме на есен како земја која ги затворила сите прашања за добивање на ветениот датум за старт на преговорите. Односно, евентуално нема да дадеме никому аргумент да биде против, да биде резервиран или слично, напротив, ќе дадеме само аргументи дека иако имаме одличен извештај, продолжуваме со работа, билдаме и даваме аргументи дополнително, за да имаме консензуално, максимално позитивна одлука, која што секако ја очекуваат сите граѓани од сите нас, политичките представници. Не помалку важно, напротив, исклучително значајно е што ќе покажеме дека во важен момент ги ставаме политичките разлики настрана, за да покажеме дека сме единствени кога се во прашање заедничките стратешки интереси на нашиот народ и на нашата држава. Не само тие, ние сме подготвени за предвремени избори на пролет, ова есен или било кога, пред се одговорноста пред државата. Секогаш сме стоеле на стојалиште дека треба да ја дадеме шанса на економијата, после сериозни политички одлуки. Сето тоа што е направено во нашата земја е заради повисок економски стандард, повисоки економски перспективи, и јас останувам на ставот дека треба да одиме на редовни избори. Тоа е нашиот став. Постојано во континуитет си во овие 2 години и месец дена, која имам честа да бидам председател на владата, стојам на тој став. Брзи избори,
предвремени избори, видовме до каде ја донесува државата. Зошто? Заради политички калкулации. Ако одим есен на избори, ова есен ќе остане истата влада, од прилика со истите партиципиенти. Што ќе направиме? Овој неповторлив и драгоцен период за македонската економија ќе го унаказиме, ќе го уништиме, заради тоа што тој период и апсолутно нема никакви други причини за да не носиме максимална посветеност и одговорност кон државата и интересите на нашиот народ. Релациите со ДУИ се одлични. Јас верувам дека овие денови ќе ги постигнеме консензусите околу важните прашања. Пред се работи за кадровски решенија со кои што се разговара и верувам дека овие денови ќе превршиме. Како што реков, околу средината на јули намерата е навистина да завршиме со кадровските решенија во извршната власт. На лидерската средба ние номинираме 3 теми, но може и лидерот на опозицијата, лидерот на втората поголемина политичка партија во власта, господинот Зијадин Села од албанската опозиција, секако имат право на лидерската средба да номинират и нови теми за дневен ред, за кои што на основа на аргументи ќе разговараме.